Ти си еден од преживеаните од трагедијата. Ти ја преживеа таа трагедија. Ако си во можност да ни раскажеш, окей, да ни кажеш како се случи, што се случуваше таму. Јас влегов на неколку минути пред да настане несреќата. Пред моето влегување, на неколку метра од мене влегоа помеѓу 7 и 8 лица полицајци. После неколку, да речеме 2-3 минути, ти има перформанс со некакви пиротехнички средства. Во тие моменти не бев близко до бината, туку бев во позадина, кога почна да гори сунгерот. На сите присутни првите 15-20 секунди не беше сериозно сватен огинот, затоа што беше на многу мало место и во тој момент за волја на вистината го видов сопственикот како трча со противпожарен апарат. После некои 20 на секунди и остана на музиката беше кажано дека треба да се евакуираат сите лица надвор од дискотеката, се со цел да нема трагедија. Настана една паника затоа што пожарот почна да се шири. Во дискотеката, иако се трудевме да воспоставиме некаков ред, таа дискотека има две фази на излегување. Значи има врата, меѓутоа таа врата кога се влегува има и друг простор подник. И тој е доста тесен. И таму настана првата блокада од лица кои што беа паднати на земја. Немаше паника се додека не почна да доаѓа чалот. И кога почна да доаѓа чалот, од притисок ние успеавме да бутнеме еден зид. Поставам дека беше од гипс блокови, затоа што бутнавме буквално целиот зид и така се отвори простор за да може поголема бројка на луѓе да излегува. И во тој момент на излегување си го повредив рамото, ползајќи успеав некако да излезам од дискотеката. Во тој момент се упативме на кај болницата и добивме информација дека гитаристот е надвор. Беше како еден момент на олеснување за мене, затоа што сите други луѓе кои што бев со нив заедно сметав дека се излезнени со оглед на тоа дека музиката беше последна. Меѓутоа, кога пристигна во болница, на секоја наредна минута доаѓаа луѓе во очајна состојба. Во меѓувреме бев во комуникација со мојот родител и заедно со него отидовме повторно назад во диско. Меѓутоа, кога се вратевме, сликата која што видовме таму беше трагична. Значи се вадеа луѓе во безсознание, се вадеа дури и мртви луѓе. Мора да потенцирам дека херои на вечерта се дел од цивилите и целото обезбедување кое што беше во дискотеката, бидејќи сите тие кои што се сега на лекување, тие се во таа состојба бидејќи се извлечени.